Дневник на К3, добро вечер. Криопалничките советници го усвоија буџетот на општината кој за наредната година ќе изнесува 355 милиони 338 милијади и 500 денари. 37% од истиот се наменети за платите, а со останатите ќе се реализираат 21 програма во општината согласно законот. 355 милиони 338 милијади и 500 денари изнесува општинскиот буџет на Крива Паланка за 2016 година. Беше соопштено на последната седница на Советот на градот. Истиот ќе се користи за финансирање на 21 програма во надлежност на локалната самоуправа согласно законот, а 37% ќе бидат искористени за финансирање на платите. Дел од буџетот ќе биде наменет за отплата на главницата на кредитот на општината, додека приходите се даночни, неданочни, капитални од донации, трансфери и дотации. Информираше Татјана Ѓорѓиевска, раководител на одделението за финансии при општина Крива Паланка. Вкупниот приход во буџетот е предвидено 355 милиона 338 и 500 илјади денари, а исто толку се планирани расходите, во кои што расходи имаме за финансирање и отплата на главница на кредитот, приходите во буџетот како и се планирани даночни приходи, неданочни приходи, капитални приходи, приходи од донација, приходи од трансфери и приходи од дотација, тоест во глобала составот на буџетот на општината. Со тоа што би сакала да кажам дека основниот буџет на општината испланиран за финансирање на функциите и надлежностите кои што се дадени согласно со законот, додека приходите од дотациите се за финансирање на образовните установи и на противпожарната заштита во делот на платите нивни. Од кои што даночни приходи се планирани 45 милиона 940. Додека со 355 илјади денари Во делот на донациите имаме испланирано 3 проекти кои што се остаток од минатата година, но финансиски ќе се затворат во 2016 година, и еден нов проект во висина од 355.000 денари во музеот на општината. Очекуваме дека ќе имаме уште неколку проекти кои што веќе се во фаза на аплицирање, но тие откако ќе бидат подпишани договори ќе се направи измени и дополнување на буџетот или пак проширување. Како нов приходен дел во буџетот ќе бидат концесиите на води, бидејќи Крива Паланка има 4 хидроцентрали, од кои 2 започнаа со работа кон крајот на 2015-та, велат одговорните. Буџетот на општина Крива Паланка беше креиран транспарентно во соработка со граѓаните, преку двете сесии од општинскиот буџетски форум 2016-та, кој годинава локалната самоуправа го реализираше самостојно. Во рамки на истиот 80 од дадените 136 предлози од кривопаланчани се прифатени и инволвирани во општинскиот буџет за 2016-та. Традиционално градоначалникот Зоран Дамјановски го прогласи најдобриот полицаец и пожарникар во општина Куманово. Од првиот човек на градот на заслужните им беа доделени скромни награди. Градоначалникот на Куманово Зоран Дамјановски свечено им ги додели наградите на најдобриот полицаец и пожарникар на територија на општината за 2015. За најдобар пожарникар е прогласен Митко Колевски од територијалната противпожарна единица во општина Куманово, додека најдобар полициски службеник за 2015 година е Виктор Христовски. Двајцата благодарни на признанието ветија дека ќе го оправдаат. Чест и гордост е за секој полициски службеник во текот на својата кариера да добие вакво признание, со што уште повеќе активно ќе се ангажирам да бидам уште подобар, за да бидам поуспешен од сега. Имам 17 години кариера, мислам дека чест е секој полицаец во својата кариера да го добие тоа. И сум прогласен за пожарникар на годината, мислам не намерно,
Било кој да добил ова награда би бил благодарен, еден потик за понатамошната работа. Ние работиме тимски и секој сам не може да се заврши работа кај нас. Ако еден на друг ме си помогнеме и не работиме заедно. Наградата е символична, ги наградуваме најхрабрите, најхуманите, со цел да ги потикнеме граѓаните на Куманово и тие да ја покажат својата хуманост и храброст, истакна Дамјановски. Ова е традиција, секоја година, 11-та година поред, а и порано беше некоја традиција за на крај на годината, луѓето кои се грижат за безбедноста на градот, тоа е припадниците на подрачната единица на Министерството за внатрешни работи и противпожарната единица, луѓе кои дада најголем допринос за граѓаните да бидат мирни, да спијат мирно, да имаме безбедност, тоа е една заслуга. Дамјановски им честиташе на постигнатиот успех и порача со работата да бидат пример и мотивација за своите колеги и сограѓани. Криопалничкиот градоначалник Алексовски во предвечерието на празниците традиционално ги посетува полициската, противпожарната и медицинската служба во градот. Тоа го стори и овој пат со оглед дека службите работно ќе ја поминат новогодишната ноќ. Со желби за среќна и берикетна нова година, тој на вработените им врачи подароци кои ќе може да ги користат во претстојните години. Делегација од локалната самоуправа на Крива Паланка, предводена од градоначалникот Арсен Алексовски, кон крајот и на оваа календарска година ја реализираше традиционалната посета на полициската, противпожарната и службата за брза помош, кои на новогодишното празнување ќе бидат работно ангажирани. Посакувајќи им здравје, среќа и успех на секоја пола, со желби за помалку работа за немили ситуации, градоначалникот Алексовски им подари пригодни подароци на вработените во овие најмногу општествено одговорни институции. Секоја година, па и оваа година ги посетуваме оние институции кои ќе бидат будни во најлудата и највеселата ноќ за нова година. Тоа се полициската станица, противпожарната служба и здравствениот дом во Крива Паланка. Секоја година во организација на општина Крива Паланка им донираме по еден скромен подарок, така да и оваа година им дадовме по еден подарок и посетивме, им посакавме среќна нова година, посакавме што помалку работа да имаат, да нема некои проблеми во нашата општина, во нашиот град, да биде се во најдобар ред. Одговорните на полициската станица, територијалната противпожарна единица и на здравствениот дом академик професор доктор Димитар Арстов благодарни за укажаното символично внимание од локалната самоуправа. Дежурните екипи и овие празнични денонуќија ќе ги минат на служба во интерес на граѓаните. Во посета на дневниот центар на лица со интелектуална попреченост беше градоначалникот Зоран Дамјановски кој им подели новогодишни подароци. И оваа година градоначалникот им додели новогодишни подароци на лицата од Порака наша. Психологот Ивица Благоевиќ е задоволен од работата на оваа институција во 2015 година. Денеска, како и секоја година, целодневно е посета на лица со пречки. Ние сме постали подржувачи и на дневниот центар и на Порака наша на 18 години дневен центар. Значи, нешто што не смее да биде само на овој ден, значи, ангажманот на целото општество треба да биде во насока да овие луѓе имаат еднакви можности и права. Впрочем, и законот ни налага многу работи да бидат отворени, значи, мимо архитектонските бариери, мимо инклузија во општеството на лица со пречки во развојот. Јас денеска имам чест пред вас да ви ја представам новата агенда на локалната самоуправа, силно мотивирано од она што го видовме на денот на лица со пречки во развој на приредбата во Народниот театар. Одлучиме како локална самоуправа да го продолжиме овој проект кој беше заеднички проект UNDP и општина Куманово. Сега размислуваме 2016 година општината да одели средства и овие луѓе кои дадоа голем допринос во реинтеграција на лица со пречки во развојот во општеството, да ги поддржиме и проектот да продолжи. Пред се да ви кажам дека 2015 година
ни е година многу успешна, затоа што ги остваривме сите планирани активности со однапред планираната програма и учествувавме и во проектни активности. За пофалба е што преку овие проектни активности од страна на проектанти кои се преку UNDP и преку локална самоуправа направивме 6-месечен период на еден перформанс музичко-сценски за нас. Секој ден е 3 декември, каде што ги видовме сите наши активности и кои кулминираат со една феноменална представа која се одржа во театар. Учениците во основното училиште Христијан Карпош од село Младо на Горичане во пресред на новогодишните и божичните празници добија подароци со помош на родителите и поддршка од директорот на училиштето. Како секоја така и оваа година, над 100 ученика во Христијан Карпош добија новогодишни подароци. Директорката на училиштето, Марија Додеска, не го криеше задоволството пред нашата камера. Чест и задоволство ми беше заедно со колеги, со макотрпен труд и работа да организираме новогодишна забава за нашите ученици, на кои им носиме голема радост и задоволство. Училиштето го украсивме многу поинаку за разлика од претходните учебни години. Секоја година традиционално градоначалникот ги изненадува учениците со новогодишни пакетчиња и оваа година ќе биде наш гостин кој што ќе донесе пакетчиња за сите првачиња. Инаку потоа продолжуваме со Дедо Мраз. Секој ученик ќе се слика со Дедо Мраз и со новогодишна забава која што ќе биде во холот на училиштето и за поголеми ученици од 6 до 9 оделение и за малите ученици. Потоа учениците продолжија да се дружат со неодменливиот Дедо Мраз, а се представија и со музичка номера. Традиционалната новогодишна мисија на локалната самоуправа на Крива Паланка за еден поубав и похуман свет продолжува. И годинава првиот човек на општината Алексовски заедно со Дедо Мраз им врачи подароци на децата од Кривопаланечката детска градинка, на штитениците од дневниот центар за лица со посебни потреби, потоа и на дечињата згрижени во ученичкиот дом Боро Менков, како и на децата на самохрани родители, без родители и децата од згрижувачки семејства. Традиционално и овој пат кон крајот на календарската година, градоначалникот на Крива Паланка Арсенчо Алексовски, придружуван од Дедо Мраз, ги израдува најмалите сограѓани со пригодни подароци. Во пресред на новогодишните и божичните празници беа поделени околу 400 пакетчиња на дечињата од детската градинка Детелинка, штитениците од дневниот центар за лица со ментална или телесна попреченост, дечињата згрижени во ученичкиот дом Боро Менков, како и децата со самохрани родители, без родители и децата од згрижувачки семејства. Како секоја година, така и оваа година, подароци поделивме на децата од детските градинки Детелинка во Крива Паланка, поделивме на штитениците во денниот центар во Крива Паланка и исто така дадовме подароци на децата без родители и децата кои се во згрижувачки семејства. Тоа е една традиција која ја воведовме и еве секоја година едно мало внимание на овие категории. Мислам дека е убаво и еве општина Крива Паланка оваа година подели околу 450 пакетчиња за сите овие деца. Предпразничната атмосфера беше збогатена со новогодишни песни, како и взаимни желби за здравје и успех на секоја пола во предстојната година. А на градоначалникот му беа врачани рачно изработени честитки и украси, токму од овие деца. Кој беше денеска кај вас во забавишта? Дедо Мраз. И што ви донесе? Пакетче. Што ти донесе Дедо Мраз на тебе? Пакетчиња. А кажи ни, имате ли новогодишна приредба? Дали знаете новогодишни песнички? Да. Детските насмевки и радоста во нивните очи беше повеќе од очигледен доказ дека овој гест на локалната самоуправа на Крива Паланка е навистина позитивен пример за разубавување на предпразничното расположение. На 31 декември со почеток во 11 часот низ градот ќе биде организирано дефиле на Дедо Мраз кој ќе дели бомбони. Денеска со градоначалникот бевме
од детската градинка Детелинка ги поседивме најмладите криопаланчани. Тие беа толку задоволни што ете Дедо Мраз дојде и кај нив, ни поделивме пакетчиња. Бевме во дневниот центар за лица со посебни потреби, исто и тие беа добро изненадени, топло не пречекаа. ВМРО-ДПМН стана партија која е препознатлива кај народот, партија која ветеното го реализира. Она што е дел од нашата програма, она што е ветено пред граѓаните станува реалност. Истакна заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов пред жителите на Ранковце на трибината на ВМРО-ДПМН за кампањата на Македонија и треба твојата идеја. Средба од истата кампања се одржа и во општина Старо Нагоричане. СДСМ не имаат идеја што би правеле во иднина. Ние ветуваме конкретно одмерени проекти со рокови за реализација, со финансиски буџети, токму поради тоа граѓаните ни веруваат, рече заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов пред жителите на Ранковце во рамки на трибината на ВМРО-ДПМН од кампањата на Македонија и треба твојата идеја. Како никогаш досега, оваа година за прв пат во историјата на независна Република Македонија се крадат толку автопати во исто време. Како никогаш досега, Република Македонија бележи историски најнизок процент на невработеност. 25,5% невработеност. Тоа се нема случајно во независна Македонија. Како никогаш досега, платите, пензиите на пензионерите се зголемуваат. Оваа година се зголемија за 5%, веќе ги сменивме законите, септемвриската пензија во 2016 повторно ќе биде зголемена за 5%. 70% за 9 години. Просечната пензија во Република Македонија се зголемила. Спасов додаде и дека социјалната помош е зголемена за над 60%. Обвинува опозицијата за ниска социјална помош. ВМРО-ДПМН ја зголеми социјалната помош за над 60%. Само овие години. Што е она што стои позади СДСМ? Дали имаат некакви проекти? Не само што немаат проекти, тие немаат ни идеја што би правеле во иднина. Тие немаат ниту еден конструктивен проект што би го реализирале, а би го подобрил животот на илјадници граѓани. ВМРО-ДПМН, за разлика од СДСМ, отвара фабрики, отвара работни места, ја намалува невработеноста. ВМРО-ДПМН оваа година, за да го забрза темпото за намалување на невработеност и отварање на нови работни места, започна да го реализира проектот Македонија вработува. Проект кој што на нашата држава и донесе нови 11.000 работни места заклучно со денес. 11.000 семејства добија поголема помош од државата, добија вработување. На трибината во Ранковце тој ги спомена и низата мерки и проекти кои ВМРО-ДПМН ги има спроведено во насока на отворање нови работни места и намалување на невработеноста. Заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски нагласи дека Македонија помина низ еден период кој се карактеризираше со деструкција од страна на опозицијата. Наша основна грижа е подобрување на секојдневниот живот на граѓаните и годинава сме на непосредни трибини со нив, рече тој. Затоа што ВМРО-ДПМН ветува реални проекти, ветува проекти кои што се потребни за граѓаните и истите ги реализира. ВМРО-ДПМН и владата на Никола Груевски во изминатите години се што вети и исполни и продолжува да исполнува и токму заради тоа, не заради ништо друго, единствено само заради работата и исполнувањето на ветувањето на граѓаните, ВМРО-ДПМН и овој пат се уште после 9 години има двојно поголема поддршка од опозицијата на Република Македонија и ВМРО-ДПМН ќе продолжи со својот стил на работа, со поддршка на граѓаните, ќе продолжи да ги реализира сите потреби на граѓаните во Република Македонија само за да се обезбеди поквалитетен живот на секој од вас поединечно без разлика во кој да живеете населено место. Ристовски додаде дека она што како партија го прават е одговор на барањата на граѓаните од сите населени места.
ВМРО ДПМНЕ претходно одржа трибина од кампањата на Македонија и треба твојата идеја и во општина Старо Нагоричане. На истата заменик министерот за труд и социјална политика Диме Спасов рече дека СДСМ целата нивна енергија ја вложуваат за да конструираат афери за да и наштетат на државата. И тоа граѓаните ќе го докажат во април, кога масовно ќе излезат на избори и нивниот глас ќе го дадат за Македонија и ВМРО ДПМНЕ за посигурна иднина, додаде Спасов. Епидемиолозите од Центарот за јавно здравје во Куманово за оваа сезона набавија 2000 вакцини против сезонскиот грип, додека во моментов располагаат со уште 200 дози. Центарот за јавно здравје од Куманово оваа година набави поголема количина на вакцини против сезонски грип. Станува збор за 2000 вакцини, од кои 300 се дистрибуирани до подрачните служби во Крива Паланка и Кратово. Тие се уште располагаат со нив и апелираат до населението да се обратат до центарот и да ја примат вакцината. Во моментов располагаат со уште 200 дози. Може да биде вакцината примена, бидејќи се уште имаме ниска циркулација на вирусот и се уште може населението да се заштити. Од Центарот за јавно здравје наведуваат дека најчесто се вакцинираат лица од ризични групи, повозрастните, хронично болните, заболените од дијабетесот, од кардиоваскуларните заболувања и лица со намален имунитет. Инаку од почетокот на сезоната во Куманово има вкупно 157 лица заболени од сезонски грип, што представува помал број во однос на минатата година оваа време. Очекуваме веќе наредниот месец, односно јануари, крајот на јануари, почетокот на февруари, кога оваа активност на грипот ќе биде зголемена и тогаш ги очекуваме и зголемениот број на заболени од грип. Најголемиот број на заболени е во категорија од 15 до 64 години. Епидемиолозите велат дека најдобра превенција од сезонски грип е вакцинација и апелираат до граѓаните да се вакцинираат навреме, додека грипот се уште нема земено замав. Сега има вироза со висока температура, над 40 дури, со повраќање, така да ја бев ноќеска дежурна, имам над 40 деца. Педиатрите од Кумановската болница велат дека од почетокот на сезоната, дневно на детското оделение се вршат над 100 прегледи. Да не ги многу мешаат децата. Ние знаеме дека сега се празници, сакаат да прошетат, меѓутоа искочите на сонце надвор, на воздух. Среќа не е некоја студена многу зима. Така да во затворен простор што помалку. И што повеќе витамини. Сезонскиот грип е вирусно заболување, кај кој причинител е вирус на грип. Постојат два вида на вирус на грип, и тоа тип А и тип Б. Овие два вида на вируси се предизвикувачи на акутни инфекции на горните дишни патишта, кои може да преминат во сериозни компликации со бактериски суперинфекции на долните дишни патишта. Болеста се пренесува по воздушен пат при кивање и кашлање и при контакт со заболен. На секое дете му е потребно семејство е кампања на Центарот за социјални работи и Министерството за труд и социјална политика, се со цел подигање на бројот на згрижувачи. Успешен пример е семејството Трајанови од Крива Паланка. Вела дека среќата на децата е задоволство, а поволностите кои ги овозможува државата се одлични. Костадин и Станка Трајанови од Крива Паланка веќе втора деценија се позитивен пример за една хумана вонинституционална форма за згрижување. Својот топол дом и родителска грижа тие им ги понудиле на двете момчиња Игор и Стојанче, кои имаат оштетен вид. Функционираат одлично. Момчињата, иако се со оштетен вид, секојдневните обврски ги извршуваат без проблем. Го посетуваат дневниот центар за лица со пречки во развојот, каде се дружат и имаат низ активности. Заедничкото време пак го минуваат во долги разговори и развивање на музичкиот талент кој го поседуваат момчињата. Просторно, па и онака условите ги имаме. Сами да не бидеме нели со жената. Така да земаме ги нормално со договор на ќерките, внучиње имаме нели, они доваѓаат, поштуваат се исто, разговарат и на интернет, разговарат телефонски, телефони, нели, добија децата преко центрите за социјална работа. Тие се малку посебни. Децата се иначе, постарото што е, Игорче, он е од 97 година тука, 97-98 таа учебна година, а Стојанче Алексовски, он е од 2001-2002 учебна година
пошто се биле они прво нели у школа. У Димитар Влаков, тоа е школа за слепи лица. Децата се и у школа добри са биле таму, нормално на секој родителски состанок сме биле исто како родители, нормално е тоа све. Завршија матура, исто зима, завршија средња школа и двете. Едното заврши 2004, другото 2013. Нормално со сите процедури како и другите обични деца, што се, мислим, со биолошки родители. Децата околу дисциплината, околу школувањето, околу културата, околу хигиена, околу немам зборови. Они без разлика што со деца со посебни потреби, тоа се деца кои може сам крај да се наместе сам на капење, сами на УВЦ, преоблачење. Овде исто постои кревет, сам си постеле, знаат сами да јадат без разлика на нешто са слепи лица. Костадин вели дека имаат континуирана поддршка од институциите, а очекуваат овие момчиња да го минат и конкурсот за вработување со цел комплетна општествена инклузија. Поддршка имаме, поготово во последње време, нели, и од владата, и од центрите за социјална работа. Не сме оставени за ништо, све што е имало потреба, преку нив нормално идеме све. Така да, еве, владата донесе усвоени се закони во корист на децата, поготово деца со посебни потреби. На територијата на општина Крива Паланка има вкупно 5 семејства кои згрижеле деца или возрастни лица со кои животната судбина си поиграла, а за тоа добиваат паричен надомест од државата, односно надоместок за трошоците за сместеното лице и надоместок за згрижувањето, како и поволности при остварувањето на правото на пензија. Општина Крива Паланка отпочна со реновирање на оштетениот столб на армирано-бетонскиот мост во село Тълминци и насипување со насип како заштита. Мостот беше оштетен во поплавите кои зафатија општината во тек на месец јануари оваа година, при што беа оштетени повеќе инфраструктурни објекти. Финансии за санацијата беа обезбедени од буџетот на општината. Трендот на раст на индустријата во претходните 4 месеци е извонреден, двоцифрен и покажува дека имаме добар влез за следната година, која ќе помогне не само да се оствари планираната стапка на раст од 3,5% за годинава, туку и да имаме добар старт на 2016 година и да го реализираме растот од 4%, истакна вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски. Трендот на растот на индустријата во последните 4 месеци е извонреден и двоцифрен и покажува дека имаме добар влез во следната година и ќе помогне не само да се оствари планираната стапка на раст од 3,5% за годинава, туку и да имаме добар старт на 2016 година и да го реализираме растот од 4%, истакна вице-премиерот и министер за финансии Зоран Ставревски. Тој нагласи дека растот на индустриското производство во последните 4 месеци е резултат на добрите мерки и политики што се превземаат во делот на буџетот, преку реализација на висок износ на капитални проекти, кои се финансирани од централниот буџет, но и преку јавните претпријатија во државна собственост. Таква е изградбата на патиштата која значително влијае врз резултатот на индустријата и на економската активност воопшто, како и на бруто домачниот производ. Втора е реализацијата на крупни проекти во делот на инвестициите на странските компании, како и поголемо производство на постојани компании. Потенцира дека извозот од странски компании оваа година ќе достигне околу 1,5 милијарди евра, како што посочи помага во насока на зголемување на индустриско производство и целокупниот економски раст во земјата. Во Белгија уапсени 2 лица осомничени дека планирале напади во Брисел за нова година. Иран направи значаен чекор кон исполнување на договореното. Оваа година се убиени 69 новинари во светот, 28 од нив од исламистички групи како Ал-Каеда и од Исламска држава. Ова се вестите од светот.
Белгиските власти уапсиле 2 лица под сомнение дека планирале терористички напади на символични места во Брисел на новогодишната ноќ. Полициската антитерористичка рација се одржала во неделата и понеделникот во Брисел, во источната провинција Лиеш и во фламандскиот Барабан, централна Белгија. Биле уапсени 6 лица за време на операцијата, а 4 подоцна биле ослободени. 2 од осомничените биле уапсени. Според обвинителите, тие немаат директна врска со нападите во ноември во Париз, кога загинаа 130 лица. Полицијата пронашла воена облека и пропаганден материјал на Исламска држава при претрес на домовите на осомничените. Сепак не се најдени оружје и експлозив. Предходно весникот на холандски јазик Nieuwsblad објави дека полицијата стравува дека може да се случат напади во близина на Гран Плас, централниот плоштад на Брисел, кој секојдневно привлекува голем број туристи. Белгија во последниве месеци е во состојба на тревога. Брисел, особено неговата проблематична населба Моленбек, е во центарот на истрагата во врска со нападите во Париз, бидејќи неколкумина од напаѓачите дојдоа од Белгија, а се верува и дека еден од осомничените напаѓачи се вратил таму. Иран постигна значаен напредок кон исполнување на одредбите од нуклеарниот договор со префрлањето на значителни количества ураниум во странство, изјави американскиот државен секретар Џон Кери. Изјавата на Кери доаѓа по префрлањето на повеќе од 11 тони осиромашен ураниум во Русија. Во јули годинава Техеран и меѓународната заедница, представена од 5 постојани членки на Советот за безбедност на Обединетите нации и Германија, постигнаа договор околу контроверзната иранска нуклеарна програма. Иранците тврдат дека нивната нуклеарна програма е за миролюбиви цели, додека меѓународната заедница се сомневаше дека таа му служи на Техеран само како параван за производство на нуклеарно оружје. Со постигнатиот договор иранските власти прифатија да го намалат количеството на осиромашен ураниум, значително да го смалат бројот на расположливи центрифуги што се користат за збогатување на ураниумот, како и да го прекинат производството на плутониум. Исполнувањето на сите овие одредби од договорот ќе овозможи укинување на меѓународните санкции против Иран кои беа воведени поради нуклеарната програма. Американскиот државен секретар смета дека испраќањето на толку големо количество осиромашен ураниум за Русија значи дека сега за 3 пати се зголемува времето што би му било потребно на Иран за производство на гориво за атомска бомба. Јулскиот договор предвидува меѓународната агенција за атомска енергија да го проверува неговото спроведување. Кога меѓународната агенција за атомска енергија ќе потврди дека Иран ги исполнил сите одредби, ќе почне укинувањето на меѓународните санкции кон Техеран. Комитетот за заштита на новинари соопшти дека годинава во светот се убиени 69 новинари, 28 од исламистички групи како Ал-Каеда и Исламска држава. Во 2014 година таа цифра изнесувала 61. Во анализа комитетот наведува дека во 2/3 од случаите годинава станува збор за планирани убиства. Најмногу убиени новинари оваа година има во Сирија, и тоа 13. По неа во мрачната статистика е Франција со 9. Бројот на убиени новинари во Ирак, Бразил, Бангладеш, Јужен Судан и Јемен оваа година е зголемен. Во секоја од нив има по најмалку 5 жртви. Франција за прв пат е во врвот на тој список. Во јануари во напад врз сатиричното списание Шарли Ебдо. Репортери без граници соопштија дека оваа година се убиени 27 блогери и 7 соработници на медиумите. Според нив, 43 случаи на убиства на новинари остануваат неразјаснети. Кошаркарите на Куманово во есенскиот дел од домашното првенство се наоѓаат на 3-то место. Ако се погледне ни се што помина екипата во овој период и многуте турбуленции кои го тресеа тимот, ефектот можеше да биде и на малку подобро ниво. Како и да е, 2016 е одлична шанса за Куманово, со добра работа клубот може до големи успеси. Во новата сезона кошаркарите на Куманово влегоа со големи амбиции, а како главна цел која беше поставена е освојување на титулата. На почетокот на летото беше формиран и тимот, заселен со неколку квалитетни кошаркари, а за тренер беше доведен Љубисав Луковиќ, на кога повторно му беше дадена шанса за докажување. Меѓутоа, во првенството екипата играше мощне слабо, додека во ФИБА купот, иако од управата беше најавувано добар пласман, тоа сепак не се случи. Во Европа Куманово го заврши настапот на неславен начин, а во првенството агонијата и понатаму продолжи. Првиот логичен потез во таквата ситуација управата го направи со смена на тренерот Луковиќ, кој се покаже како недостоен за екипата. Во тие мигови беше отпуштен и Вукашин Мандич, но управата за многу кратко време го врати во екипата, што предизвика многу контроверзи во јавноста.
Тренерската плака ја презеде Страшо Тодоровиќ, кој повторно се нафати на тешка мисија да го врати тимот. Незадоволен од целата состојба и однос кон него, најдобриот кошаркар до тој момент Урош Луковиќ си замине од екипата, што представуваше голем хендикеп под кошевите. Во меѓувреме во Куманово пристигна Бојан Трајковски, кој барем засега прикажува одлични игри, а истото се очекува и од второто големо засилување Марко Симоновски. Се на се, многу турбуленции во Куманово се случија во есенскиот дел, кој да се надеваме дека веќе се минато. Екипата конечно почна да игра подобро во домашното првенство, врза неколку победи, кои најавуваат дека во 2016 година Куманово ќе се бори за некој трофеј. Во овој момент, ако се погледне составот на Куманово, тој е одлично покрие на сите позиции, па поради тие причини треба да се биде оптимист. Почетокот на оваа сезона имавме пак некои мали турбуленции, некои послаби резултати него што очекувавме и се, али сега мислам дека со крајот на декември со некои измени во ростерот со доаѓањето на Бојан Трајковски, со доаѓањето на Марко Симоновски, мислам дека ќе се консолидираме и ќе биде подобро. 2016 година ние сме многу оптимисти во тој дел. Оптимисти мислам во еден дел каде што се потрудивме, значи да ги доведеме 20 репрезентативци. Тоа се Бојан Трајковски кој веќе почна да игра и Марко Симоновски кој го очекуваме од јануари да се приклучи на првата прозивка на Сашо Тодоровиќ која почнува веќе одма после Нова година на 4 јануари. Така да имаме амбиции затоа што сега ако погледнете составот на Куманово ние имаме една македонска репрезентација во мал. Значи Костовски, Караџовски, Маријан Јаневски, Бојан Трајковски, Марко Симоновски. Значи, амбициите ни се да играме барем финале и да покушаме конечно да освоиме еден трофеј. Кошаркарскиот клуб Куманово располага со голем буџет за наши прилики, кој кошаркарите и стручниот штаб ќе треба да ги оправдаат пред кумановската јавност. Паузата е до шанса уште повеќе екипата да ги збие своите редови и до првиот напревар со работнички на 16 јануари да ја продолжи победничката серија. Дали во мај или јуни ќе се радуваме на некој успех на Куманово, останува да видиме. Исклучиво ќе зависи од кошаркарите кои ќе треба да вложат голем напор за остварување на поставените цели. Добијачанец и Велковски им се придружија на подготовките на македонската репрезентација и ќе бидат дел од составот кој што ќе настапи во Полска на Еврошампионатот. Двајцата ракометари на Металург беа отстранети поради кршење на дисциплината во националната селекција, одлука која пред неколку дена ја донесе асистентот на Ивица Обрвен Данило Брестовац. Како и да е, во меѓувреме, репрезентативците на Македонија добија втора шанса. Тие се извинија за својот непрофесионален однос, а таа нивна постапка беше прифатена со аплауз од другите. На располагање на Обрван сега се сите 23 играчи кои од нив ке патува во Полска, ке се знае по новогодишните празници. Предводникот на репрезентацијата која што ќе настапува во Полска, Кире Лазаров, Андон Дончевски, Јошко Миленковски и Агим Ибраими, добија признанија за спортски амбасадори на Македонија. Тие беа на прием во просториите на владата на Република Македонија, каде премиерот Никола Груевски свечено им додели плакети. Инаку, оваа награда се доделува инаугуративно и е наменета за истакнати спортисти и спортски работници кои ја представуваат Македонија во меѓународни рамки. Исто така, носителите со овие признанија може да поседуваат и дипломатски пасоши. Македонија е спортска нација, македонскиот народ единствено може да го сплоти македонскиот спорт, а ние како избрани ќе пробаме во уште поголеми размери да ја презентираме нашата земја во најдобро светло. Во Македонија времето сончево и со мала до умерена облачност, поделни котлини со магла. Попладне ќе дува слаб до умерен северен ветер.
Тоа беше се што подготвивме за вториот дневник, почитувани гледачи. Бидете со нас и во 20 часот. До тогаш останете на К3 и имајте пријатно попладне.